Земјоделците од источниот регион во екот на наводнувањето на земјоделските површини да внимаваат како ги поставуваат цевките, односно системите за наводнување и распрскување во близина на далеководните траси, апелираат од МЕПСО. Портпаролот на МЕПСО Никола Стојанов потенцира дека секогаш оние кои поставуваат системи за распрскување и наводнување да не забораваат дека водата е спроводник на електричната енергија и секогаш може да направи во контакт со електрична енергија и со телото на човекот штети, а некогаш и катастрофални последици по здравјето и животот на луѓето. Стојанов на земјоделците им посочува никогаш да не поставуваат распрскувачи по трасите, односно под проводниците на далеководите, секогаш да ги избегнуваат и да ги поставуваат подалеку од далеководите, но исто така да внимаваат и на правецот на силината на ветрот. Воедно сакаме да потенцираме во текот на жетвата да избегнуваат поминување под проводниците на далеководите со робусна земјоделска механизација, комбајни или големи трактори, поради тоа што се изложуваат на опасност не само самите себе, но и лицата кои се во нивна близина, рече Стојанов. Тој истакна дека благодарение на кампањите и на медиумите од 2013 година нема несрекни случаи под далеководите во Источна Македонија. Последниот случај кој заврши фатално за земјоделец од Свети-Николскиот регион беше пред 5 години. Стојанов забележува дека земјоделците не треба да ги палат и нивите по жетвите, а кои се во непосредна близина на далеководите.